Општината и јавното претпријатие Комуналец од Пехчево да одговараат кривично за труењето на куќињата, бара Анима Мунди. Нивни грефе тврдат од најголемата организација за заштита на животните во државата, што дозволиле масовно труење на куќиња, но и уште повеќе, што собирале со багер и закопувале живи животни. Покрената е кривична пријава против непознати сторители вработени во ЈКП Комуналец по Пехчево, против самото претпријатие и против општина Пехчево, од причини што на видеоматеријалите кои што ги имаме и доказите приложени заедно со кривичната пријава, јасно се гледа дека живи куќиња кои што се претходно затруени и не може да застанат на нозе, живи се закопувани од страна на овие посочени лица. Дополнително, Анима Мунди бара истрага и одговорност и за оние кои отровот го расфрлале по пехчевските улици. Со тоа во опасност, освен животните, ги довеле и луѓето, особено децата. Затоа што загрозена е и животната средина, меѓутоа и животот и здравјето на луѓето. Поради ова сметаме дека јавното обвинителство веќе треба да покрене постапки, предистражни постапки и да процесуира пријави да утврди фактичката ситуација и евентуалните сторители. Од општина Пехчево и од Комуналец не сакаат да ги коментираат тужбите поднесени од Анима Мунди на нивна адреса. Молкот го правдаат со образложение да не пречат во полициската истрага. Во интерес на полициската истрага се воздржуваме од секакви изјави и коментари поврзани со случајот со труење на куќиња и активностите на Анима Мунди, кажа во телефонски разговор за телевизија Стар директорот на јавното претпријатие Комуналец. Случајот со труење на куќиња нанозе ја крена јавноста минатата недела, кога излегоа снимки и фотографии на десетици отруени куќиња во Пехчево. По ова и по јавните прозивки, градоначалникот Тренчовски поднесе пријава и побара полицијата да го расчисти случајот. Во меѓувреме, Анима Мунди, основ за вина и одговорност, препозна и кај него, па кривична стигна и на негова адреса.